председателке. Навистина, почитуван колега Каевски, не можам да ја сватам и разберам потребата да релативизирате и политизирате едно вакво хумано барање за разрешување на една вака скандалозна состојба, ситуација во здравството, односно на Универзитетската клиника за онкологија. Само со самото тоа што информациите за злоупотреба на терапијата за лицата болни од рак на оваа клиника на онкологија се фрапантни и загрижувачки и наместо на овие болни со најтешка дијагноза да се пружело целосна поддршка, помош и заштита, очигледно е дека здравствениот систем и тоа како сериозно потфрлил. Со што е изгубена довербата не само кај овие болни, туку е доведен во прашање квалитетот на лекување на секој иден пациент. Крајно време е системот да профункционира и да потврди дека сме способни и во пракса, не само декларативно на зборови, да се справиме со тешките облици на криминал, корупција и конечно да ја прекинеме онаа култура на неказнивост за сериозни прекршувања на законите. Ние никогаш, ама никогаш, буквално нема да бидеме модерно европско општество со одолговлекување на судски постапки, отсуство на одговорност, форсирање, поддржување и заштита на партиските кадровски решенија во вакви криминали, па и во случајов монструозни постапки. За здраво општество треба држава во пракса, а не на хартија. Овде се сложувам само воедно со вас, дека мора да има одговорност одма. Криминалот на онкологија има име и презиме и сторителите мора да поднесат одговорност, морална, политичка и кривична. Но не само сторителите. Морална и политичка одговорност, како што и претходно кажа почитуваната професорка, мора да понесат и по хиерархија сите оние кои ги поставиле тие директори да раководат со ваквите институции. Тука пред се мислам на министрите за здравство, премиерот, а и целата влада. Гледам дека имате интенција да бркате лов на вештерки, да сеете магла и да ги враќате случаите до 903 и назад. Да, јас се сложувам дека имало злоупотреби секогаш, еве на оваа Универзитетска клиника за онкологија. Но мора да знаете дека најголемите проблеми, криминали, лошо финансиско работење и монструозност се појавуваат од 2019 година па наваму, откако е воведена оваа скапа биолошка терапија. Тоа се случува во времето на министерот Венко Филипче и потоа продолжува со овие пазар 3 министри, Беким Сали, Фатмир Меджити, кои ги поставувате за министри со подкусурување. Министерството за здравство го користите за подкусурување при составувањето на влада. Ајде, дајте ми уште еден глас одавде, уште 2 гласа оданде, за да направите мнозинство. Користите една ваква сериозна сфера здравството за подкусурување. И последиците, еве ги гледаме и денес. Почитуван колега, морам да ви кажам и вас, но и за целата македонска јавност. Овие монструозности, овие вакви лоши работи, што ни се случуваат во континуитет, се случуваат само поради едно нешто. Немање и непреземање на одговорност. Овде се спомна модуларната болница во Тетово, се спомна несреќата со Дурмотурс, се спомна несреќата автобуска со Бесатранс, вкупно некаде околу 70-71 човек ги изгубија своите животи, а одговорност никаде и од никого. До кога, јас ќе прашам?
До кога ќе ги правдаме и штитиме своите партиски кадровски решенија? Доколку се преземело нешто за автобусот на Durmo-Tours, кој бил нерегистриран, оставен да вози на патиштата низ Македонија, немаше 15 лица да ги загубат животите. Доколку тогаш се преземело одговорност и се казнел оној што дозволил неисправен автобус, не поминат на технички преглед да врши транспорт, немаше да ни се случи несреќата во Бугарија, каде што без печат на граница, без лиценца, без дозвола, превезувал во меѓународен транспорт тој автобус патници и загинаа 45 лица. И сега, кога овде разговараме и имаме случај кој за мене не е афера, не е скандал, ова е организирано масовно убиство, каде што не знаеме колку лица се жртви на ова што се случувало на оваа клиника. И вие велите сега, дајте да се вратиме до не знам која година. Да, се сложувам да се вратиме, но првин да ја видиме одговорноста, каде што се краделе големи пари, а на пациентите наместо скапата биолошка терапија со која ќе се подобрело нивното здравје, се давало, да се изразам така народски, крстена вода. Ова е монструозно да се правда. И овде нема никаква политика. Овде има барање за расчистување на овој случај. И ќе ве замолам, заеднички, ова да го истераме до крај. Не може овде да се изземаат од одговорност министрите кои го дозволувале да се случува ова. Не може да се изземи од одговорност актуелниот министер кој сега во овие какафонични изјави што ги дава од ден во ден, гледаме дека знаел за ситуацијата на онкологија уште пред една, 2 години, а дојде со првата изјава како министер кога го поставија да кажи дека како приоритет ќе го решил паркингот на клинички центар. Ви се молам, лекар кој долги години работи тука во клиничкиот центар и знаел за состојбите на онкологија, знаел за состојбите на хематологија, посебна приказна каде што директорува ќерка, а продава скапи лекови за милиони евра татко, знаел се, а врвен приоритет му бил да го решава паркингот на клинички центар, кој впрочем, после скоро една година и тоа не е решено. И ве молам, од тук апелирам, без ни малку политика, во интерес на граѓаните на Република Македонија, ова да го истераме до крај. Овде мора да има одговорност. Ова е многу сериозна работа. За понатаму да не ни се случуваат и пострашни нешта. А гледаме искуствено дека почнавме со 15 жртви во Durmo-Tours, продолжи со 45 без транс и сега не знаеме колку се. Ова е масовно убиство. Немојте ова да го политизирате и овде да ни држите предавање во опозицијата, ова, она. Ова мора да има одговорност. И мора заеднички, како луѓе пред се, не како политичари. Плюс, јас сум и лекар, сум ја полагал таа Хипократова заклетва и навистина ова ме погодува. И секој нормален човек ова би требало да го погоди. И затоа уште еднаш апелирам и барам. Овде мора да има одговорност и мора ова заеднички да го завршиме. Ви благодарам.